Возможно само во Македонија за власта опозицијата била крива за европското фијаско. Ова ни го порача министерот за надворешни работи Бујар Османи. Иако СДСМ идуи на власт се веќе 7 години, не биле тие виновни за негативните оценки од Европската комисија, пред се во однос на правосудството и корупцијата, туку опозицијата била таа која блокирала во собранието, па поради тоа сме добиле ваков лош извештај. Значи во една каузална терапија го лекувате проблемот, а не симптомот. Ова што гледаме како детектирани слабости се симптоми на една причина. А причината е политичката поларизација, односно обидот да се ставаат партиските интереси над државните интереси. Гледате дека све е она што се вика zero sum game. Мора јас да добијам све, други и на штета и на државата. Речи си исто размислуваат и во СДСМ. Од таму кратко се огласи портпаролката Богданка Кузеска, велејќи дека опозицијата била виновна и кочничар на европскиот пат. ВМРО ДПМН биле виновни затоа што власта доби негативни оценки во борбата со корупцијата. Клучниот проблем во извештајот на Европската комисија и забелешките во него е тоа што собранието е блокирано од страна на опозицијата. Се укажува на потребата да се донесат уставните измени и реформите за Европската унија кои ги блокираат токму Мицкоски и ДПМН. Од опозицијската ВМРО ДПМН велат дека со овој извештај се докажува дека лажни се изјавите за фокусот на европската агенда на СДСМ и ДУИ. Порачуваат дека оние кои се нарекуваат Европски фронт добиле порака дека кај нив има непосветеност кон системското имплементирање на препораките на ЕУ. Потенцираат дека се забележува за прекумерна употреба на брзата постапка и европското знаменце во собранието, за состојбите во правосудството, борбата со корупцијата, како и дека се забележува за злоупотреба на јавните набавки и договори склучувани во 4 очи. И наместо владење на правото, имаме владење на самоволието. Наместо силна реформа, имаме уназадени институции. Наместо напредок, имаме порази. Власта на СДС и ДУИ е разобличена. Проблемот зошто Македонија не почнува преговори не се штетните договори или пак промената на уставот под нечи диктат, туку затоа што државата не е средана, не е вистински реформирана и затоа што наместо право и правда влада е власт заглавена во криминал и корупција. Ваквиот извештај доаѓа во моменти кога власта не убедува дека уставните измени не се главна кочница на европскиот пат, додека пак одделни порачуваат дека мора да поработиме многу повеќе на реформите, пред се во судството и состојбите со корупцијата.